Министерот за европски прашања Беким Сали ги потврди изјавите на еврокомесарката за проширување Марта Кос известувачот Томас Вајц дека Македонија може да ги загуби парите од Европскиот план за раст, оти заостанува во реформската агенда. Сали смета дека најавите на европските представници е превенција дека нашата држава треба да работи понапорно. 10 точки се најризични, една од нив е изборниот законник, дополни министерот. И сметам дека критичните точки кои што се околу 10 точки, значи за тие критични точки се зборува кои што се во грејс период. Не се зборува за останатите кои што се тековни точки, чекори кои што треба да ги реализираме. Работиме на сите сфери, значи и грејс периодот и редовниот период кој што треба да ги исполниме чекорите, и сметам дека нивната најава, предупредување е превентивен знак за нашата држава дека треба да работиме понапорно. Евроамбасадорот Рокас па кажа дека соработува со сите министерства, но како што посочи, не може да предвиди каков ќе биде исходот на крајот од јуни. So this is the system how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. So now the government and the various ministries that are concerned by these 10 steps are working very hard to achieve. And that was the warning. And this warning was not sent only to North Macedonia, but also to the other candidate countries that implement the respective reform agendas. So there is hard work ongoing. I cannot predict. We have to wait until end of June to see. And what also is happening is at the same time is the new reporting period for the steps of June 2026. И додека регионот оди напред кон Европската унија, ние тапкаме во место, велат од опозиционата СДСМ. Вајс, вели лидерот на опозицијата Филипче, експлицитно ни кажа дека не гледа сериозна посветеност на владата за реформите, особено во владењето на правото. Известувачот Вајц јасно и недвосмислено ја критикува оваа власт поради блокирањето на европскиот пат на државата. Европа јасно порачува, нема напредок додека не се исполнат условите, а тоа вклучува и уставни измени. И наместо да ја прифати критиката, премиерот повторно влезе во негирање. Јавно вели дека нема да отстапи ни милиметар и дека малцинства како бугари, хрвати, црногорци нема да влезат во уставот. Според европратеникот известува за Македонија Вајц, Македонија не постигнала никаков напредок во реформите последната година и може да изгуби 47 милиони евро од Европската унија. За премиерот Мицкоски пак, извештајот за Македонија е спротивен изјавите на европратеникот Вајц.